Последните корупцијски скандали за кои се пишуваше и зборуваше во македонските медиуми, вклучувајќи и нашата емисија 25 минути, ја премина нашата граница. Тие се најдоа во европскиот печат како германскиот Frankfurter Allgemeine Zeitung, кој во воведото на текстот со наслов "Корупција од името на Европската Унија" пишува: луѓето во Северна Македонија се навикнати на фактот дека корупцијата е постојано зло во нивната земја, но она што го откри беше скандалозно дури и за тамошните стандарди. Но и без оглед на овој скандал, ФАЦ коментира дека едно нешто може да се заклучи. Ветувањата на социјалдемократите при преземањето на владата во 2017 година за одлучна битка со корупцијата не е исполнето. Заев вети дека ќе расчисти со коруптивното наследство на неговиот наследник Груевски, но тешко ќе најдете некој во Северна Македонија кој смета дека ова ветување е исполнето. Напротив, мнозинството смета дека корупцијата на едната страна е заменета со корупцијата на другата, пишува ФАЦ. Разликата, според весникот, е само во придружната реторика. Груевски се представуваше како тврд националист и патриот. Владеачките социјалдемократи и нивните партнери од албанската етничка заедница се представуваат како проевропски и целосно ја насочуваат својата политика кон членството во Европската Унија. Како дополнителен пример во таа насока, ФАЦ ги наведува и измените во кривичниот закон од септември годинава, со кои беа укинати или намалени казните за злоупотреба на службената должност, додека, на пример, во Франција, во која живеам, измените на кривичниот законник одат во насока на заострување на казните. Председателот на Греко, Марин Мрчела, неодамна на онлайн пресконференција на моje прашање одговори дека сега треба да се премине на исполнувањето и спроведувањето на донесените закони според препораките на Греко. And I will repeat that again. This is not because of the parliamentarians. This is because of the people, because of the citizens. That's why there is a so low trust in the politicians. And when they are fighting, accusing each other, not to giving their reform or concrete what they will do. And I'm not talking only about North Macedonia, it's I would say worldwide like that. We cannot see any results. So we need the true political will with the concrete proposals and the concrete results. We don't need the words. We need actions. Неспроведувањето на препораките според председателот на Греко во голема мерка објаснуваат зошто довербата на луѓето во политиката е многу мала и ќе продолжи да се влошува доколку политичарите не го подобрат нивото на усогласеност со стандардите за интегритет. Но корупцијата не ги поштедува ниту европските политичари, тие кои држат лекции за борба против корупцијата, но за разлика од Македонија, тие се гонат и нив им се суди за корупција. Така во Франција наскоро ќе им се суди на поранешниот председател Никола Саркози за корупција, поточно за илегално финансирање на кампањата за президентските избори со либиски фондови, а ќе започне наскоро и судењето на актуелниот министер за правда Ерик Дупон-Морети поради илегално земање на интереси, односно дека нарачал истрага против судиите со кои се справувал додека бил адвокат. Веќе заборавивме дека еден од известувачите во Европскиот парламент за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија, словенечкиот пратеник Зоран Талер и уште неколку негови колеги мора да се повлечат од функцијата поради тоа што прифатија во замена на пари понудени од новинари за да ги тестираат да влијаат во носењето на резолуциите на Европскиот парламент. Тука е и аферата Кавијар Гейт, во која Азербејџан подмити повеќе членови на парламентарното собрание на Советот на Европа за да во неговите извештаи видат помалку критични. Тоа доведе и доставка на председателот на парламентарното собрание шпанецот Педро Аграмонт. Најновата афера Катаргейт, кој го потресе Европскиот парламент кога грчката европратеничка Ева Кајли, тогаш потпредседател на Европскиот парламент, беше уапсена во низиниот дом во Брисел со 150.000 евра скриени во малија поени, во рачен багаж и патни торби. Низиниот татко, кого таа го предупреди неколку моменти претходно, е пресретнат со речиси 500.000 евра, додека се обидуваше да побегне. Вкупно 1,5 милиони евра заплениле тој ден белгиските полицајци при 16 претреси. Осумничени во оваа афера се и неколку други европратеници.
Данскиот европратеник Нилс Фулсганг, член на прогресивната алијанса на социјалистите и демократите, остро реагираше за скандалот. So obviously it's incredibly damaging to the European Union if we can be bought, if members of the European Parliament or other politicians can be bought to say certain things or to vote in certain ways. That's a disgrace, and it makes Europe weaker. So it's in everybody's interest that we get to the bottom of this and adopt rules to make sure that such things must never happen. That is very, very wrong, and we have a big reparation job to do. Ко-председателката на групата Европска обединета левица, Нордиска зелена левица во Европскиот парламент, французинката Мано Нобри за France Info, вели: C'est aujourd'hui au Parlement européen, il n'y a pas d'instance qui peut contrôler les conflits d'intérêts. Le registre de transparence dans lequel on renseigne les rendez-vous avec les lobbies, moi je le fais à titre volontaire, mais il n'est pas obligatoire. Donc vous voyez, la démocratie européenne. Европската демократија е болна од нејзината инфилтрација од лобите, а недостасуваат правила за да се осигура дека во основа тоа е оневозможено. Ние се бориме од почетокот на мандатот во 2019 за транспарентност, за независен етнички авторитет, за да ја вратиме етиката во политиката, завршува Обри. Господја Ивановска повторно има критики од меѓународната заедница. Амбасадорите веќе низ годиниве со децени говорат за корупција, за непотизам. Амбасадорот на Холандија како вели? Пораката негова: трупате изговори за исполнување на барањата за членство, но немате реформи. Барате од нас пари, милиони и милиони, стотици милиони евра, нели? Се даваат од амбасадите, каде отидоа нашите пари, вели. Тоа се наши пари на нашите даночни обврзници. Она што македонските власти многу ретко мислат на граѓаните, всушност, тоа се нивни пари. Што велите вие? Каде отидоа парите? Мислам дека во целиот овој изминат период, подолг изминат период откако сме самостојна држава, многу недостасува одговорност и отчетност. И тоа е клучното прашање, одговор на прашањето каде се парите. Да имало отчетност и одговорност, ние ќе знаевме каде се парите. Меѓутоа нема. Тоа е проблемот. Ниту казнување, санкционирање за оние кои што би следало кога ќе се знаат каде се парите, нели? Казнат. Пак да се вратам на факторите за корупција. Кои се фактори за корупција најголеми? Силно политичко влијание, невладење на право, односно неказнивост, неодговорност, неотчетност, нетранспарентност, отсуство на интегритет. Тоа е нашата слика. За жал, тоа стана нашата лична карта. Холандскиот амбасадор, чувствувајќи одговорност пред своите даночни обврзници, бара одговорност сега од нашите носители на јавни функции да дадат отчет што направиле, што сработиле со тие пари. И мислам дека час поскоро, не вчера, не завчера, не знам од кога требаше да разбереме и да сватиме дека нема само изговори. Значи, мораме цврсто да се зафатиме за работа, инаку не бива. А со работа ние сме вреден народ. Само работате кој колосек ќе се зафати, која е мотивацијата на оние што се зафаќаат на јавни функции да бидат на тие функции. Значи, што е тоа што ги натерало да бидат на... Ако дојдат искрено, нели, со желба нешто да придонесат за својата држава, ние ќе направиме. Зашто да не направиме? Ние сме вреден народ, меѓутоа, пак ќе кажам, мотивацијата е можеби поразлична. Добро, околу вредниот народ и вредноста на функционерите за кои говори всушност и вие говорите, и амбасадори. Да, затоа јас тргнувам од мотивот. Да. Кој им е мотивот што сакаат да дојдат на функција? Зашто? Затоа што вие гледате дека имаме многу кадар кој што има несоодветно образование, несоодветно искуство, едноставно е поставен на таа функција за да биде неспособен, за да може некој од озгора да го контролира. Политичката моќ, односно моќта во политичките партии бара послушници. И тука се вртиме со еден збор, негативната селекција во општеството еве до кај не доведе. Корупција, непотизам, измамништво. Тоа е Холандскиот амбасадор и за тоа. Тоа е тоа.
Значи тоа е се резултат на негативна селекција. Видете, не може некој раководител или некој човек на функција да ги знае сите работи за таа институција. Меѓутоа, да поставува луѓе кои што помалку и од него знаат, не води тоа кон резултат. Од друга страна, она што го кажуваше професорот Чепреганов, дека нашето општество претрпело многу, овој народ претрпел многу во историјата, како бил подчинуван, така како тоа влијаело на егото, па како сме дошле до суперего, па тоа како се формира светот, се тоа последици. Значи треба многу да се работи на себе, на нацијата. Мислам дека психолозите и психијатрите имаат пуни раце работа за да може оваа нација да ја направат малку позрела. За да имаме некаков резултат. Но и политичките елити се разбира, кои ја градат политичката култура. За сите збора. Да. И нив некој треба да ги избере, некој треба да ги изгласа. Кој е тој народот? Значи народот исто така треба да биде многу свесен, многу посвесен од политичките елити. Сите политички актери практично, во кои влегуваат и независни институции, невладини, медиуми, сите се тие политички актери. Поднесовте иницијатива на кривично гонење до обвинителството, до јавното обвинителство, основното, за разрешување на директорот на Државниот инспекторат Фатмир Арифи, затоа што не го оправдал начинот на кој се стекнал соимот. Така, видете, што видовте кај него? Предметот за директорот на Државниот инспекторат за градежништво беше оформен врз основа на годишен план. Значи беа опфатени неколку директори, меѓу кои и тој. Што се случи? Видовме дека тој она што го декларира во анкетниот лист не соодветствува со тоа што го има како податок во катастарот. И од тие причини ние побаравме и средба со него да видиме, да се разјасниме, нели, каде е проблемот. Дојде тој на средба, значи беше коректен, немаше никаков проблем. Се обидуваше на почеток да обвини некој друг кој што го пополнувал анкетниот лист, меѓутоа ние му објаснивме дека анкетниот лист е лична работа и лична одговорност на носителот на јавната функција, тука се разбравме. Понатаму кажа дека се бави со продажба на возила и дека му се случува возилата да ги замени за градежен објект кој што има, така како што се изјасни од тој, чисти документи за да може понатаму да го легализира. Дали овие се од тие градежни објекти, стан во Чаир, стан во Железара, но и возило од 18.000 евра, Форд Мондео, значи прашање. Сепак кажа дека ќе достави документи, достави нешто, но не се однесуваше на овие градежни објекти. Понатаму ние продолживме со нашата работа, со нашето истражување, ги проверивме банкарските сметки, проверивме во Централниот регистар и видовме дека тој освен платата како редовен приход, нема други редовни приходи од тука, а од друга страна па не докажа како се стекнал со овие објекти легално. Од тука, значи, кај нас се создаде сомнеж дека објектите ги стекнал преку неоданочени приходи, односно на нелегален начин, и од тие причини си поднесовме иницијатива за кривично гонење. Да. Кривично да се гони. Да, но исто така побаравме и владата да го... И разрешување. Кој беше одговорот на владата? Па немаме уште одговор. Слушна за вашето барање владата? Па со оглед дека ние јавни седници имаме, предпоставувам дека слушнале. И никаква молки. До сега немаме одговор, сега можеби ќе не известат. Треба во рок од 60 дена да не известат по иницијативата што преземале. Да. И за Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, имаше, дури бевте и на суд за клевета, тој ве тужеше. Да, тој го тужеше членот што го реферираше предметот, а инаку владата не извести дека почитувала презумција на невиност и не планира да го разреши директорот на Агенција за млади и спорт, сето дека органите, истражни органи, како на пример јавното обвинителство, не докажат дека е крив, односно не поведат јавно обвинителска постапка. Така да, ја мислам дека владата со тој потек покажува дека не прави разлика помеѓу лошо раководење и лошо управување и кривично дело. Значи, ние констатиравме дека тој лошо управува и лошо раководи со
Агенцијата, мислам преку бројни примери, тоа нели беше доставена документација до владата, меѓутоа тоа е тоа. Тужбата за клевета беше конкретно на членот кој што го реферирал предметот, иако предметите не се приватност на членовите, туку едноставно се распоредени кај некој член за да се изработат. Бевме повикани на суд на 10 октомври. Имаше искажување од страна на бранителот на Наумче Мојсовски не беше присутен, имаше исто така изјаснување од страна на нашиот адвокат. Од тие две изјави што ги слушнавме, дојдовме до заклучок дека е поднесена школски пример на неуредна пријава, меѓутоа судиката рече дека дополнително писмено ќе не извести дали ќе ја отфрли пријавата или ќе постапува понатаму. Околу закон за потекло на имот веќе многу пати имате говорено дека е неопходен. Да. Но постапката е зациментирана. Постапката си тече понатаму со тоа што се направи работна група, владата формираше работна група, вице-премиерката ја раководи работната група, меѓутоа целосно се излезе од нашата идеја, односно се прифати еден друг концепт, а тоа е закон за конфискација без судска пресуда, значи што за нас е неприфатливо за нашиве услови тука. Значи ние понудивме, односно дадовме идеја за донесување на еден закон за кој што сметавме дека ќе даде резултати на ова поднебје со овие луѓе тука со ова ниво на зрелост, на свесност и да не речам состојба на ум со еден збор. Меѓутоа тоа не беше прифатено, така што ние си го кажавме нашиот став и написмено го доставивме. Имаме представник во работната група, меѓутоа не е тоа што првично беше наша идеја. Како и со кривичниот законник всушност. Па и со кривичниот законник, да. Знаете што се случи, на брзина се донесе. Не сте воопшто и таму. Ние добивме од Министерството за правда барање за мислење, меѓутоа во таа верзија на кривичен законник не беа воопшто овие членови што се клучни се. Така што и работната група што бараше мислење не била дел од тоа е тоа. И работната група, и невладините, академијата, и Владо Камбовски, академикот Сите се изјаснија за штетните последици кои што ќе ги донесе тој закон, ние веќе ги носи, меѓутоа, мислам дека тој закон е символ за корупција, по мене. Да, говоревте неколку пати. Да, значи тоа е символ за корупција, за трговија со влијание, за партиски пазарање, тоа е мека и медија. Одите многу често во Брисел, ова ли се вашите пораки? Зашто точно говорите, односно сте под лупа? Значи, во Брисел Државната комисија е вклучена буквално во сите поглавја и во зависност од тоа кој поглавје, значи се разговара на таа тема. Знаете дека ние во националната стратегија ги опфативме најризичните сектори, имаме кажано кои се проблеми, кои се мерки, кои се активности, кои се одговорни институции, кога треба се завршат. Ја вообичаено во таа насока реферирам, кажувам што е сторено, дали е направено, дали не е направено, кои се ризици од корупција, што би требало да се поправи, препораки кои се и така натаму, а реакцијата од страна на комисијата е дека земјата треба да ги има во предвид препораките кои што ги дава Државната комисија за спречување на корупција како независно тело. И заради тоа сте постојано критикувана, токму заради вашата работа, Артан Груби, Славица Грковска, вице-премиерите, најмногу и обвинителството. Основното јавно обвинителство бевте на тапет. Видете, нашата работа е јавна, седниците се јавни, кој сака може да ги прегледа, се е на YouTube, се е тука, така што, мислам, што да коментирам повеќе, на сите споменати ние им дадовме соодветен одговор, така што да не се повторувам до толку. Да, добро. Што е ново оваа недела? Ново беше извештајот на Греко, еве имплементирана препорака која се однесува повторно на она што вие говорите. Нема санкции за корупција, конфликт на интереси. Тоа е еден сегмент. Видете, таму сте единствената институција која е пофалена. Постојано сте всушност од меѓународната заедница, дали се извештаи, дали се и Греко тука е спомнувани дека
Институција која работи. Па да, видите, додека македонската домашната нели јавност, односно не јавност во целина од да речам извршната власт или не знам, законодавната власт, односно и судската власт кој што е така на моменти не критикува. Меѓународната заедница вообичаено дава позитивни оценки. Ние од почеток од 2019 навака во континуитет имаме позитивни оценки за нашето работење, бидејќи луѓето гледаат дека навистина се трудиме нешто да направиме. Сега, тоа што ние сме една алка во системот, ама за жал не последна, туку сме негдека во средината, не може да даде конечни ефекти од нашето работење, тоа е друг проблем. Меѓутоа, затоа нивните препораки одат во насока дека сите институции треба да продолжат понатаму да си постапуваат за да дојдеме до крајните ефекти. Видите, на Запад владеат високи вредности, високи морални вредности, таму имате оставки за мали ситници на високи функционери за, не знам, случајно погрешена картичка при купување на, не знам, на чоколадо, на Симит Погача, на што беше. Значи, за такви ситници си даваат луѓето оставки, а не тука за толку големи работи кои што ни се случуваат. Мислам дека требаше функционери да си понесат одговорност и да си дадат оставки, да бидат разрешени, да дадат пример дека нешто се менува во наше општество и на граѓаните да им посочат дека секој може да се потруди да даде пример. Со непостапувањето ја понижуваат интелигенцијата на граѓаните. Граѓаните стануваат огорчени веќе до тој степен што им е чудно више да реагираат. Затоа што секакви реакции наидуваат на зид. И што да прават? И реагирал, не реагирал, состојбата е иста. И луѓето се веќе крајно разочарани. Зашто да бидат разочарани? И забелешка до кабинетот на вице-премиерката Грковска, ова се однесува на 2022, од вкупно 15 постапки за непридржување на етичкиот кодекс, 11 завршени, 4 во тек, но она што е главно и што е пишува, што е нотирано, нема разрешување на функционери од функции во однос на одредбите од кодексот. За жал така е. Луѓето гледаат, следат и тоа е целата ситуација. Јас можам да кажам за нашите иницијативи, сумирајќи ги сега резултатите, дојдовме до состојба да констатираме дека сме дале 50 иницијативи за кривично гонење и уште толку за одговорност. А ништо не е реализирано. Па замислете, тоа е кремот од 100 предмети што биле за највисоки функционери во државата. И сега да имало одговорност, да имало разрешување, да имало кривично гонење, па ќе се сменеше малку амбиентот во држава. Мислам, ова навистина врана на врана очи не вади работа. Тоа е. Кој е одговорот на Грковска? Јас се обидувам неколку пати да направам разговор. Па тоа сама треба да си каже, јас не можам во Не, дали сте разговарале? Не сме разговарале за тоа. Има сега меѓуресорско тело, имаме наш представник во тоа меѓуресорско тело со кое што таа раководи, меѓутоа тоа е, сама треба да каже. Но она даваше опомени, што за прв пат се случуваше кај нас, некој од владата да ги опомени министрите. Тие, иако јавно ветуваат дека нема да се повторат работите, пак се повторува. Значи, која е нивната одговорност? Со кое лице тие гледаат во граѓаните? Ја не разбирам. Кои се објаснувањата на премиерот Ковачевски? Не знам, прашете го премиерот. Немате со него состаноци? Па не, нашите иницијативи си ги доставуваме според процедурата предвидена во законот, во писмена форма и бараме во рок од 60 дена да ни известат. Тоа е. Нема сега не посебно за секој да трчаме кај премиерот па да кажуваме за овој треба да се разреши, овој не треба. Добро, се е кажано на седница, за тоа транспарентно работиме, за тоа јавно работиме. Но никогаш не ве повикал за нешто нејасно? Не. Токму за овие теми за кои говориме? Не. Тоа не. Добро, јас благодарам за овој разговор. Молам и благодарам и на вас за интересот.